Јас ќе му кажам добро утро на нашиот гостин, доктор Миленко Костов, доктор доцент. Миленко Костов, неврохирург од Аџибадем Систина. Прво да ви кажам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов и ви благодарам на поканата. Секако да, затоа што имаме зашто да зборуваме, а тоа е безбедна и прецизна неврохирургија со најсовремен систем за невронавигација. Насловот ќе се стои и ние ќе зборуваме токму за оваа невронавигација. Како што јас напоменав и самото име невронавигација не укажува на нешто, но секако дека вие поточно и подобро ќе ни објасните што е невронавигација. Вака, тоа е една приличен нов концепт во медицината, кој што ни овозможува да се движиме по мозочните коридори безбедно, при тоа без можност да повредиме некој крвен сад, нервни патишта, без да оштетиме било каква функционална зона на мозокот. Тоа го возможува овој апарат. Со тоа предоперативно планирање кое ние го правиме на секој пациент, а при тоа ни овозможува да отидеме нешто слично како навигација и во кола еден. Да, сватат луѓето само полесно. Тој ме кажува, да, рековме. со тоа што се движите сега по низ мозокот, да. Ви овозможува да безбедно стигнете негде, завршите некоја работа, без оглед на тоа дали е нешто да се извади, острани, тумор, крварење, некоја таква работа, или има потреба да нешто се остави и однесе таму, како што е некаков имплант, в кој што во разни состојби во неврохирургијата има потреба пациентот од тоа и да безбедно излезете од таму и се вратите. Значи тоа е една комбинација меѓу софтверско и хардверско решение, кое што е интраоперативна алатка, значи се користи додека тече самата операција неврохируршка. Кратко и јасно и многу убаво да ви кажам ни објаснивте. И јас сега ќе ми се наметне прашањето кога е воведено за прв пат, затоа што сепак станува збор за многу современ метод, што се кога се однесува за нешто што е најнежно како орган во нашето тело, а тоа е мозокот. Концептот на невронавигација е околу 30 на години, меѓутоа бил во некои истражувачки води, додека воведувањето на самиот апарат како нешто што мора да го имате, е веќе 10 на години во западните земји постои. Кај нас ние го имаме од минатата година, со тоа што оваа година имаме уште подобар и подобро опремен систем за невронавигација, со кој што не само што работиме процедури кои што се во мозокот, туку ние можеме да работиме процедури кои што се на рбетникот, значи спинална неврохирургија. Во овој случај се работи за минимално инвазивна хирургија, значи со многу мали резови се вградуваат имплантациони материјали, се прави интервенцијата и пациентот се опоравува значително побрзо. За разлика од должината на интервенцијата е значително пократка, значи пократко време во анестезија. И тоа мора да напоменеме дали е најспецифичната операција кога се работи за рбетниот столб? Рбетниот столб и мозокот се генерално најспецифични операции. Предпоставував, но секако добро е да го слушнеме тоа и од Тие знаат да бидат и прво многу захтевни, многу долги, пациентите некогаш долго се оправуваат, меѓутоа кога го введувате овие новини и ги користите интраоперативно, не само што се скратува должината на интервенцијата, односно времето во кое што пациентот се наоѓа во таа општа анестезија, туку и периодот на опоравок е значително скратен. Значи за пократко време, заради тие минимално инвазивни процедури кои што траат пократко, се поефикасни, добивате болен кој што се враќа на своите секојдневни активности за прилично побрзо време него што тоа било вообичаено до пред некоја година. Колку е временскиот период за прилично побрзо време кога велиме? Зависи од пациентот, зависи од интервенцијата, меѓутоа ако за некој тумор на мозок конкретно се лежало 7, 8, 10, 15 дена, сега веќе за 5 денови пациентот е слободен да си замине од болница во добра општа состојба и со можност да ги исполнува сите своји секојдневни потреби и обврски. Така, што е, кои се предностите, кажавме веќе, ова е предноста на пациентот, затоа што после оперативен зафат со помош на невронавигацијата можеме побрзо да се опоравиме. Меѓутоа, јас морам да ве прашам исто така со оглед на тоа дека кажавте и секој ден ние учиме по нешто ново, но и вие, докторите, морам да признам дека секојдневно со напредокот на технологијата и еве овие најнови можности, апарати кои што ги имаме сега и кај вас Аџибадем Систина, претходно каде вие се тоа го совладавте или? Ова се работи кои што претходно беа достапни само во странство, значи во текот на конкретно моите едукации престои кои што се многу се нема ги редиме, меѓутоа се баш многу некои од нив беа доста долги. Сите овие интервенции ги совладав таму, значи начинот на кој што функционира апаратот, неговата употреба и неговите предности.
таму ги учевме, па сега овдека ги имаме можност за прв пат во Џибадин систина да ги имплементираме. На колку пациенти досега имаме бројка статистика? Па неколку десетини се. Вас обидував сега ги собрам, мислам дека се неколку десетини, значи дали се 3-4 десетина пациенти веќе се собраа. Со кои најмногу проблематики со кои што се соочуваме? Најчесто се бавиме за жал со онколошка проблематика, тоа се тумори на мозокот. Меѓутоа во догледно време планираме да отпочнеме и процедури кои што тоа се вика функционална неврохирургија, тоа се кај пациенти со Паркинсонова болест кои што имаат проблеми со своето движење, а поставување на одреден тип на импланти со кои што на тресење, тремор на рацете би се намалило, одот би се стабилизирал и подобрил. Тоа е одлична вест. Тоа е одлична вест која што се надеваме дека во прилично краток временски период, ама ќе ви кажам повторно за тоа. Да, ќе биде достапна кај нас, бидејќи досега за ваков тип на интервенции пациентите заминува во странство и тоа далеко во странство, не било каде во странство, Тоа е една работа и втора го леснува животот, животниот го подобрува квалитетот на животот, добивате позадоволен човек, пациент, меѓутоа и општеството добива некој што може да допринесе во секојдневните потреби. И исто така постои опција за која што исто пак ќе зборуваме, можеби полека ќе зборуваме за воведување на роботика во неврохирургија. Тоа е нешто што ќе биде навистина напредно и пред времето, да речем, меѓутоа ќе за тоа во нека наредна прилика. Па изненадување во медицината и еве како напреднува технологијата, па да кажам се повеќе и повеќе, и тоа вие како доктори самите го знаете како било некогаш, како е сега. Малте можеби не ајде сега да речеме на дневно ниво, меѓутоа на квартално или полугодишно ниво добивате новитети кои што ако не ги следите, ако први паш два новитета, во третиот веќе не може да се снајдеш. Така да бара прилично следење не само на медицинските, туку и на технолошките трендови. За вас никогаш не е завршено училиштето. И добро е што е така. И добро е што е така. Како и да биде, затоа што секој ден ние нели се нешто ново учиме и не само вие докторите, и сите времето се си носи свое во технологијата. Како психолозите велат, учењето е превенција од деменција. Така да се додека има што да се учи, добро за сите нас. Така е. Сега она што еве го споменавме, кажавме дека 10 пациенти. Со што најмногу ние како проблем се соочуваме? Еве вие како неврохирург ќе ни кажете, како нација да кажам, со она што вие секојдневно го гледате и го практикувате во болницата. И зошто постојат токму тие, да кажам, да ги наречам болести во мозокот, кои што ќе не ги кажете сега? Оние онколошки состојби на мозокот, туморски промени. Од каде доаѓаат? Кои се факторите? Некои се ради генетиката, некои се заради квалитетот и начинот на живот, некои се заради условите во кои што сте пораснале и живеете. Меѓутоа не можете точно да утврдите дали одреден тумор се појавува ради една одредена работа. Она што го знаеме како статистика која што ја водиме е дека ние сме на некое европско ниво во инциденцијата, тоа значи во ново појавените тумори на годишно ниво, и тие се доаѓаат околу 1 на 10.000 жители, значи околу 200 годишно кај нас во Македонија се појавуваат. Добар дел од нив се бенигни, тоа е добро чудни, значи кога го страните еднаш, како таа интервенција добра завршите, зашто многу ви помага апаратот за кој што зборуваме, тогаш таа е еднократно. Го оперирате пациентот и тој може да биде излекуван. Меѓутоа, за жал имаме и доста тумори кои се малигни, чија што инциденца за жал расте. Не можеме да сватиме зошто, дали е тоа тука од некои претходни работи што се случувале пред неколку десетина години и така натаму. Меѓутоа, имаме и доста плодна соработка, за жал, речам, не дека не ги сакаме, меѓутоа колегите од онкологија и со нив имаме доста плодна соработка. Веќе се измислува, се користат терапии, не е веќе она зрачење хемотерапија типично што зборуваат луѓе, се користи персонализирана се вика тоа терапија, исто така има и во Џибадин Цистина. Значи тоа е терапија за која се изработува онколошки третман посебно за секој пациент, бидејќи се прави посебна типизација на туморската промена која има. Тука имате биолошка, имате имунолошка и разноразни терапии кои што го подобруваат, го продолжуваат животот, а го подобруваат и квалитетот на. Така, после оперативниот зафат зборуваме за сето ова што вие го нудите и како болница и со вашите колеги од онкологија. Сега тука ми се наметнува и прашањето генерацијски како стоиме, дали повеќе возрастните или помладите се соочуваат со овие проблеми или тоа воопшто нема никаква. Ако некој генерално доживее 70 години, тој нема да има ниту шеќер, ниту притисок, веројатно ниту
тумор на мозок. За жал, Кога ќе дојдеме до 70-та. Да се префрли таа магичната седмица, да. Меѓутоа, четвртата и петата деценија, за жал, оние луѓе кои што се во топ форма и во време кога треба највише да принесуваат и за себе и за општеството, за жал инциденцата тука е највисока, Зошто се случува особено на малините тумори. Па има тука доста и генетски. одговор? Има тука и генетски предиспозиции, меѓутоа за да во тој период од животот добиете таква промена, треба и да влијаат надвршните фактори. Дали е тоа храна, дали е тоа загадување, дали е тоа начин на живот. Тешко е да се предвиди конкретно, меѓутоа веројатно сите три работи одедно заедно. Сите три фактори, да. Да. Причинители за ова за што зборуваме. Така Ајде ние повторно да се вратиме на невронавигацијата, да, каде што како што кажавме и многу во објасневте на самиот почеток, е многу полесна метода за оперативниот зафат. Еве кога веќе ги споменуваме туморите, дали се бенигни или малигни, исто така невронавигацијата со нејзина помош го правиме оперативниот зафат. Да. Знаете како, многу е битно да го испланирате зафатот. А за мозочните удари кога се во прашање? Мозочните удари спагаат по еден друг протокол на третман кој што го имаме ние и го спроведуваме. Меѓутоа тука спага сосема различен начин на лекување. Меѓутоа ние имаме и центар за мозочни удари кој што ви нуди во оној златен стандард, златен прозор од 4 часа тој мозочен удар да може да се истретира. Ако е крваречки, да се спречи повторно крварење. Дали го користиме овој апарат? Овој апарат учествува во еден дел. Во еден дел Меѓутоа само. не конкретно, доминантно учествува во оваа онколошка хирургија, Така. каде што предоперативно правиме планирање да видиме каде се нервните патишта во мозокот, каде се точно крвните садови, да видиме да направиме безбеден коридор со кој што ќе изведеме интервенцијата и притоа комплетно ќе го отстраниме тој тумор кој што таму се наоѓа, без притоа да повредиме нервни патишта кои што не да Боже би направили на пациентот да не може да ги движи раката и ногата, например, да не може да зборува или некој таков сличен голем хендикеп, да ги избегнеме магистралните, односно големите крвни садови, за да не направиме некаков мозочен удар постоперативно. И сето тоа да го направиме најкратко можно време. Се внимава на се, така. Да пациентот биде, односно болниот да биде што пократко во општа анестезија. Не дека општата анестезија штети, меѓутоа е подобро да биде што пократко, зашто би бил подолго како можеш да бидеш пократко во општа анестезија. Сепак и срцето и белите дробови, целиот организам е во анестезија. Имуниот одговор после тоа е бурен, се намалува имунитетот, треба и на тоа се внимава, се скрати и тоа време кога е можно. Така. Секако нашите интервенции се многу долги, некогаш траат и во 8, 10, 12 часа, знаете, што се бави со неурохирургија, па е тренинг по прашање. Тренинг, да. Меѓутоа со ова нова технологија што добиваме, веќе почнува да се мисли не само на болниот, туку и на тимот кој што работи. Интервенциите се скратуваат, безбедноста на интервенцијата расте, значи тензијата во редовите на тимот е помала, бидејќи знаеш дека си на безбедно и дека нема тука ти што да направиш погрешно кога се е веќе Го на имате, слика пред тебе, го добиваш на микроскоп, го добиваш на екран и околу тебе, како god да дигнеш главата, информациите визуелно пристигнуваат. Визуелно достапни, да. Така, колку е олеснување тоа за вас? Големо олеснување, меѓутоа мора да се знае, мора да се така. знае базата, базичното, за да овие апарати додат како надградба. Не може самите не оперираат се уште, ниту може да завршат работа. Сега, секогаш кога ние сме разговарале и со наши блиски или со доктори, на прво место се ставате токму вие. Неврохирурзите, оние кои што оперираат. И секогаш сме со воодушевување кон вас и со малку поинаку гледаме на вас, затоа што она што го споменав и самите кажавте, колку часови може да трае еден оперативен зафат. Вие, како сте сконцентрирани и како сето тоа, колку се борите за животот на пациентот, сигурно дека сте имале такви случувања и животот на еден пациент е во вашите раце. Зошто се одлучивте за оваа професија? Тоа е од една страна голема привилегија сето ова што кажавте, меѓутоа е секојдневна обврска. Мора да се знае дека во процесот на тренинг на еден неврохирург, кој што некогаш трае од кога трне во прво оделение додека докторира таму, мојот процес траеше 30 години, значи 30 пати на 1 септември паѓате во школа. Така. И вие сте човек. И вас може да ве боли глава и така натаму. Многу жртва, апсолутно. Бара многу самооткажување и бара многу инвестиција.
Се случило ли тоа никогаш да имате некакви еве вака, да секој луѓе сме или во секојдневието, имаме главоболка, имаме други некои пропратни проблеми со кои што се соочуваме. Мора да знаете дека неурохирургија се работи во тимови. Не постои она еден човек, one man show, кај едниот човек ќе дојде. Но сме имале ли таква? Сме имале, затоа работиме у тимови каде што превзема колегата, вие преземате за него, се менува тимот, така да неврохирургија функционира, е апсолутно тимска работа. Убаво, фала ви, да комплиментот, меѓутоа не е неврохирургот е само лидер на тимот. Учествуваат анестезиолози, помлади колеги лекари, сестри, болничари, тоа го ќе видите. Ги имаме ние тука и нив им се воодушевуваме. Ќе видите во сала 20 и кустор луѓе за една интервенција. Така да тоа е тимски спорт, тимска работа и ние сме лидери. Лидер на тимот, меѓутоа без сите овие тука што се подршка од луѓето нема шанси тоа да функционира. Па и ние тука еве како водители никогаш не би можеле без нашите камермани без наша режија, еве ќе ги поздравиме, ете така, тонци, шминкери, сите сме дел од тимот, меѓутоа ние сме пред ТВ екраните. Точно. Така да е одговорноста некако е врз нас, еве како се надоврзувам на разговорот. Ајде за идните планови на неврохирургија да завршиме еве со тоа. Јас мислам дека опативме се и појаснивме на гледачите за оваа невронавигација колку е успешна во медицината и потребна. Меѓутоа еве за понатаму. Идни планови во Џибадем Систина што се однесува до неврохирургија имаме конкретни и тие не се мали, него се баш големи. Се планира воведување на тие едни стереотактични процедури преку кои што ќе вметнуваме импланти во мозокот, кои што ќе подобруваат движењето кај пациентите и треморот, тресењето на рацете, подобрување на зборувањето, намалување на болките, кај хроничната болка и така натаму. А дури имаме и план кој што не е така далечен, веројатно во тек нидната година, мислам дека ќе зборуваме за воведување на асистирани роботски операции. Значи тоа не е дека роботов дојде па сега он оперира, ние си седиме. Не, напротив, него робот асистент, така да го замислим. Асистирана роботска операција која што ти ја подобрува нашата безбедност, прецизност, меѓутоа сепак се уште само алатка на човекот. И онаа последна работа која што континуирано спроведуваме, едуцираме помлади колеги на кои што се тоа што го правиме ќе остане. Така, денеска имате оперативни зафати? Имаме, да, околу план не почнуваме. А кажавме, изборувавме дека некако тешко ни е спиењето во овие летни вечерни часови, дека не сме наспани, меѓутоа тренингот како што кажавте ваше сосема нешто друго пресуден. Работата си носи свој адреналин, така што верувам ќе не одржи. Така. Кој што треба концентрирано. Ви благодарам многу што бевте дел. Благодарам што бевте дел од нашата утринска програма и што имаа можност гледачите да дознаат за нешто вакво дека имаме во медицината, поточно во Џибадем Систина, па се гледаме повторно на некоја друга тема. Со задоволство.